Значи, тука сме со Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија. Имаме неколку прашања за Министерството за политички систем, она што веќе одреден период го пишуваме во однос на состојбите таму и веднаш ќе преминам на прашањата. Значи, сакам да ве прашам, каде би можело да се лоцира одговорност, што еве толку години се толерира, една огромна превработеност во ова министерство, за каде еве ние добивме признание дека практично преку 1300 луѓе не одат на работа, а се формално вработени. Признанието постои од пред речиси 3-4 години за оваа бројка на вработени. На една конференција тогашниот министер ја спомена оваа бројка, меѓутоа потоа влезе во заборав. Клучната одговорност започнува од непрактикувањето на така наречената проценка на влијание на регулатива при носење на самиот закон за ова министерство, односно чуму ова министерство служи и какви импликации ќе има врз буџетот меѓу другото. Тоа беше пропуштено да се направи, беа многу општи, генерални или отсуствува забелешките во приносењето на овој закон, што институциите имаат обврска всушност да го прават, да го оправдаат носењето на законот и тој се донесе без некаква генерална идеја што се сака со ова министерство. И низ времето стана очигледно дека истото во голем дел служи за распределба на награди на лојални партиски членови и од различните партии кои се учествуваат во политичкиот процес. И од тука таа бројка. Значи, прво таков закон или такво министерство не требаше да се донесе без да се знае што со него. Меѓутоа и од кога се донесе, тука дури и кривична одговорност за злоупотреба на службена функција и одење против подзаконските акти од пред се систематизацијата во рамките на министерство треба да биде лоцирана и побарана од оној што воопшто првично ги вработил овие луѓе надвор од систематизацијата. 1400 луѓе за кои што нема место каде да се распределат, нема место каде да седат физички, камоли да им се дадат некои задолженија, е нешто што е гротесно, би рекол, и не смееме никако да си го дозволиме си во овие години, но очигледно таа отсуствува, така да до оваа влада да речеме сега, бидејќи се декларира како влада која што ќе се заложи за целосно владење на правото, да покрене одговорност за тоа кој воопшто вработил 1400 административци. Така, неодамна министерот Груби спомна дека овие вработени не можат да бидат отпуштени поради поврзаноста нели со рамковните вработувања и така натака. Дали е тоа баш така во делото на нели на законите? Сепак значи имаат должности вработените во администрацијата. Видите, тука има два аргумента за и аргумент против. Аргументот против е дека со самиот закон, ако луѓето не се појавуваат неколку дена на работа, треба да добијат отказ. Меѓутоа, од друга страна, истите тие луѓе немаат никаде да бидат прераспределени, нити што да работат, што на некој начин е оправдување за нивната лимбо состојба во овој момент. И изјавата на премиерот Груби во таа насока држи вода, во смисла дека законот, дека административците мора да исто така се согласнат за понудена прераспределба, меѓутоа тие не можат никаде да бидат прераспределени, така да се наоѓаме во некој ќор сокак. Сепак ова не треба да биде клучниот аргумент, клучното гледање на работите се разбира, клучната реакција тука треба да биде покренување на одговорност, кривична, против тој што воопшто ги вработил, како што реков, и секундарно носење на закон, што поскоро, со кој што би се возможило овие луѓе реално да може да имаат некаде да бидат распределени. Дури потоа, доколку некој не сака, нели може слободно, законски издржано да се отпушти од работа секој тој што сака да продолжи со ваков луксус. Така. И последното прашање би заокружила со тоа, значи како всушност се рефлектира оваа ситуација на исполнувањето на критериумите за администрацијата. Сега неодамна имавме и извештај
од ЕУ, значи како тоа се рефлектира на напредокот на ЕУ кон ЕУ на земјава. Значи практично овие состојби говорат сосема нешто поинаку од она што се бара од нас. Апсолутно, значи проблем, овој конкретен проблем со луѓето што не доаѓаат со административните фантоми така наречени, се нотира неколку прогрес извештаи наназад и апсолутно е нешто што мораме да го решиме во процесот кога ќе ги отвориме преговорите и преговарањето со ЕУ. Меѓутоа е нешто што мораме да го решиме секако и требаше до сега да биде многу пати решено. Дефинитивно е мета на критика од страна на Европската комисија оваа состојба. Дури би рекол ситуацијата е комична и на некој начин многу омаловажувачка за капацитетите и посветеноста на нашата држава во реформите со јавната администрација, бидејќи ваква противречна еклатантна ситуација никаде не постои. Тоа мора да го решиме и ако сакаме да прогресираме во реформите со јавна администрација и во преговорите со ЕУ. Меѓутоа, повторно да речем, ова ја чини државата неколку милиони, мислам дека 7 милиони беа во прашање трошоци, не сум сигурен сега за оваа проценка. 9 милиони годишно, ако не се лажам. Уште полошо, и тоа се пари кои што ги губиме врз основа на тоа што некој незаконски постапил. Тука мораме да превземеме, некој да превземе и да сноси одговорност. Политичката одговорност исто тука е прашање, меѓутоа очигледно клиентелистичките придобивки со ваквите вработувања се големи и луѓето не препознаваат голем проблем во истата, бидејќи го гледаат како некој начин на награди, нешто што можеби им следува поради партиските ангажмани кои што ги имале или другиот начин, другите различни односи со политичките партии кои што ги стават во привилегирана позиција и очигледно гласачите многу не реагираат на оваа смешна ситуација, во најблаго кажам. Ви благодарам за интересните поенти.